Нашиот музички гостин кој го најавив, тоа е Коки и Тајфата. Ке замолам од режија да слушнеме токму хитот Коки и Тајфата, но ке се подсетиме секако дека и на хитовите на дуото Дуле и Коки. Ваше е да останете со нас и да ја следите утринската програма Македонија денес на телевизија 24. Течат зурли, пеат планини, од ведри неба грмат тапани, галички убавини. Кршни момци, лични невести, ниеден од нив не сум јас, ниедна од нив не си. Се благословени како бебиња што туку родени. Една ноќ, еден воз, едни раце подадени, купена карта за сништа продадени. Гледам се кроце мирно далеку, како бистра вода провиден, на убав сончев ден, ден петровен. Една свадба галичка и една слика, пазови малечка, писма илјада абери. Чалбарска приказна за добрите намери. Нека се благословени како бебиња што туку родени. Една ноќ, еден воз, едни раце подадени, купена карта за сништа продадени. На моје огромно задоволство, навистина драго ми е што тој е дел од утринската програма Македонија денес. Коки Јанков, добре ни дојде и се надевам дека
Утрата, ранобудник ли си, ги започнуваш од рано наутро или си Па во поспиш? суштина да. Така? Кога се настапува малце, нели покасно кога ќе се легне е малце проблем, ама вака преку недела така 7-8 веќе функционираме. Јас секогаш сакам да се ги прашам гостите ритуали, си имаш некои утрински посебни своеви, како јас, например, второ кафе ми е. Па нешто специјално не е, но така малце да Си по кафето? Па не пием кафе, цигарите ги оставивме. Така, здрав живот живееме. Па сега колку можеме се трудиме, но меѓутоа така на почеток да се прави некој план, нели секогаш има луѓе кои што од претходниот ден имаш план за утре со кого да се Така, видиш, така. да прочиташ нешто на почеток на денот и после. Затоа вака Со убаво обврски. изгледаме, здрав живот живееме во последно време. Поздрав. Па нема последно Штом време цигарите него. сме ги остави. Видете се трудиме сега Так, сме так. подсетувани на секој чекор дека ова добро, ова не е суштина. За мене е многу поважно како човек внатре се чувствува, каков му е духот и како Како се чувствуваш внатре? Каков ти е духот? како гледа човек на работите. Па јас сум човек кој што така, сега, да не зборам ја за себе, но Зошто да со не? голем Ако не збориме за себе, кој ќе збориме за нас? со голем оптимизам. Човек кој што верува во убавите работи, верувам во Господ, посветен сум на така, повеќе на таа изградба, духовна во смисол среќен сум што имам околу себе така луѓе кои што доста правиме некои дружби, видувања, се крепиме, што со позитивна енергија, да се наполниме со луѓе кои шират позитивна енергија, Да, да ја примаме и да ја даваме. И тоа се чувствува и внатре и надвор во мојата околина и така животот, да речеме, врви. Врви. Она што јас сакам да го сторам сега. Знаеш како велат за ваков син, мајка една што ќе роди, ќе рече блазе мајка што те роди. Па ја затоа ќе ја поздравам од се срце твојата мајка убавка и ќе ја посакам да си има убаво утро, за која сум сигурна дека не следи ме во одушеви со незината комуникација и моја. На Facebook сме си пријателки, тоа така ќе си кажам. Супер, баш ми драго. И од се срце ја поздравувам и да, еве јас веќе со незината комуникација знам од каде вакво воспитување. Така да, па, тоа, не биди скромен вака сега. Тоа е основната работа. Основната работа, така. Сум имал среќа, моите родители се уште живи, здрави. Нека се уште долги години. Јас во Штип многу често одам и во Штип, така? Да, и мислам дека тоа е голема основа, голема подкрепа да човек секогаш се навраќа на некои совети, а и ден денес барам совети од моите родители без разлика што нели има голема разлика во генерации, времења, други нели. Да. Советите ни се добре дојдени. Времето оди напред, но меѓутоа човек ако знае да го избалансира тоа, ако знае да испочитува на свој начин, не само родителите и општо секој Во позадина веќе ја слушаме Бела Ајта, музичката нумера со која настапи. Да, на Макфест бевме сега. Во твојот Штип. Дома. Колку пати до сега настапуваше на Макфест? Ние имаме со Дуле две награди први и една втора, една трета награда. Значи ова е пети пат јас како, само што разликата е во тоа што овој пат јас со мојата тајфа бевме присутни на Макфест и интересно е што за прв пат јас пред дома, да речеме, Па дома, да, пред својата публика. Во Домот на културата настапив, значи јас пеев. Во живо, обично, нели знаете, Дуле си пееше, јас бев со виолината, но меѓутоа ова испадна едно многу големо искуство, што бев возбуден, што бев малци под притисок, што бев на тие домашни даски. На првото моје појавување во Ацо Шопов беше негде. Токму и тоа ми беше прашањето како е да се настапи пред своја публика. Сега ќе ви кажам, првото моје настапување како дете во некој си, не знам кој сум бил, 5-6 одделение, беше имаше на представа, се викаше Сердарот, режија на Симеон Гаврилов. Го поздравувам и него, еден прекрасен ум. И за прв пат тогаш сум застанал пред таа публика, таа беше многу популарна представа во тоа време, исто јас со виолината свирев, а постарите беа од мене во таа. Значи од кога сме со виолината?
Па јас сум од второ, трето одделение, така нешто. И после толку години, мислам, ова што го спомнавме како Дули Коки што во Штип се навраќавме, имавме и награди. Прв пат јас сам, да речеме, без Дуле, но меѓутоа со мојата тајфа. Тешко ли беше? Спомените сепак, нели те врзуваат со Дуле? Па не беше воопшто едноставно, но меѓутоа јас бев решен претходно дека морам тоа да го направам, да го искусам, морам тоа да го доживеам и да видам точно. Значи јас пеам и свирам во живо секој викенд, значи со другарите мои. Но тоа е дел од секојдневието, така и од текот на животот. Тоа како сега што си правиме муамет и тоа. И многу убаво си правиме муамет, да ти кажам. Тоа така функционира, но кога ќе застанеш во живо пред публика, пред телевизија, пред председателот, оди на сателит за прв пат и така беше едно прекрасно доживување, но меѓутоа тоа некако го испливавме и го изодевме. Ние ти испосликавме со тетка убавка. И си праќавме фотографии, браво, со срценца и така натаму, значи те поддржувавме. Искуство за мене и за сите тие луѓе, мои браќи и сестри околу мене, кои што, знаете, кога ќе осетиш поддршка, кога ќе осетите, знаеш, како емоциите се на моменти, вакви на моменти. Дури некогаш со зборови не можеме да ги опишеме, така? Наплив на емоции. И се немаше награда, но меѓутоа не е важно. Да, нели, сепак младите се тука, јас знам што значи кој бевме ние. 96-та со виолина, знам како изгледало тоа да им се даде шанса на младите, ама јас така. Ке се наврќам на бидејќи тоа ми е животно, значи јас емоциите на два различни начини можам да ги кажам, да ги пренесам на публиката овде кога имам прилика да ми оставите простор да збориме, да кажеме нешто, да едуцираме, да промовираме, а вториот начин е преку музиката и така натаму, со публиката, контактот и тоа. Некако вака ни поиде муабетот и навистина убаво. Јас велам некогаш помалку зборување, повеќе музика, но со тебе може и повеќе и зборување. Затоа сега една работа сакам да споделам со гледачите и со тебе. Дали се сеќаваш на вашите први настапи, еве во мојот роден град, во Тетов? Кога беше тоа и колку години помина? Дали тоа беа вашите и почетоци, нели? Па видите, ние согледам кога ве откривме. Согледам тоа дека ние 93-та дојдовме како студенти во Скопје. Мислам дека негде околу 95, знам дека пред виолина и гитара се првите, негде околу 95-та. А после тоа веќе кога луѓето не дознаа дека се сеќаваш ли што ви правевме? Видите, тоа се и колку уживавме со вашите свирки. Видите, тогаш и немаше многу наплив на тогаш македонската музика уште беше во... Но вие бевте и дуото, вие почнавте со дуото. Вие сте првите со Дуле и со Дуле Коке, значи како дуо кои почнавте да функционирате. И тоа беше маса на луѓе, на деца, на генерации, пошто ние бевме тогаш по 19-20 години, може да замислите, така се правиме, споредуваме некои работи, но знаете, се во свое време... Се почна од Тетово. Се во свое време, но... Така, јас сум патник во времето и сум сведок на многу работи, многу случувања, многу градови, многу села, многу настапи, значи не можам да... Веќе не можам да се сетам на... прекрасните доживувања кои ги имавме со вас и токму затоа и ден денес ми се во сеќавања. Да, не само во Тетово. Имаше долга коса. Да. Не само во Тетово, ние во тоа, бидејќи вие сте таму, затоа потенцирам. Ние во многу села од Јагуновци, Теарце, да не зборам Теарце, значи таму бевме и 195-та. Од Вратница, Теарце, од не знам, многу... колку ние тетовчани ги ја познаваме музиката и знаеме што е убаво. Да, значи интересно беше што од градот доаѓаа луѓе во селата. Тоа беше нормално тоа време да дојдеш во село ако настапуваме, мислам зборам за нас, за Дули Коки, тоа си функционираше по но кажи во Тетово во селата колку градски се однесуваат. Нели? Така, ајде сега музика. Ке се подсетиме затоа што ја сакам од се срце за спомените за Дуле
кој навистина многу фали на сцена, кој не достига на сите нас, но затоа сме тука, ние, тој да живее со песните кои ни ги остави, но тоа нешто малку подоцна, затоа што сега ќе оставиме за крај за Дуле сеќавањата, за тајфата, значи како настана Коки и тајфата, и да слушнеме Галичка, ја слушнавме. На почеток ја слушнеме песно Стара. Да, има една приказна, тоа Многу ми е интересно тајфата, онака. Видете, тоа беше точно наменски смислено во тој период кога се прекршува работите во кои правец јас ке продолжиш. Да, Так. случајно се најдовме, соработувавме со момците кои што почнав јас. Со нив го направивме овој албум, но потоа малце се расклима работите во смисол патувањата, отсуствата, значи многу се во смисол јас името си го, бидејќи јас го и донесов, го брендирав, го издигнав името како тајфата. Они сакаат да си останат, јас ќе потенцирам, значи тука нема ништо страшно, да нема и забуни. Димитар Андоновски е со ваквото, со претходните момци кои што соработувавме, тука нема ништо страшно. Так. А јас со Ивица Јорданов кој што цел живот сме заедно, гитаристот од Морал, со Сале Певац, со Бубе. Едноставно си продолживме Коки и тајфата. Овде нема Спорни моменти, да кажеме. Во смисол, видите, ние сме таков пазар, таква ни е државата, Така е. законите се такви, така да гледате што се случува секојдневно и сега не сакам да се едноставно да се бавам со тоа. Секој си има свој начин кој како функционира Така и така е. натоми, нема тука љутење во смисол надминати се кај мене се надминати многу, како да кажам, Проблематика од некој таков тип. да, луѓето малце беа збунети, можеби уште се збунат, но секој си има право и начин како да функционира. Затоа еве песна Јас си- Стара, ќе си да. ја слушнеме. Па песна Стара е едно навраќање на целиот овој муабет кој што со таа тогаш потенцирав јас со таа една количка Дијана, една плава се појавува. Се појавува. Се е поврзано од тогаш па нааму и Так. еве денес ние седиме разговараме за Ајде. овие работи. Ајде сега малку пауза да ги оставиме гледачите да уживаат со песна Стара, Коки и тајфата. Песно стара, песно ти, што траеш вечно. Ти ме лечиш, ти ме вардиш, ти ме знаеш. Песно стара, еј, дојди ми под на моите пенџери, ама тропни ми на порти. Моја тајна си мое вишно небо, бистра река, стара мајка што ме чека. Моје либе судба, моја памет и завет и кабает, аман кабает, леле кабает. Еј, древна песно ти, што пееш така течно јасно. Ти, кога владе мог, ти зборуваш најгласно. Песно стара, од времиња минати, ти зборуваш вистини, неизминати. Ги помниш ти сите врски раскинати, сите боги непоминати, радости, слави, журки, мурки, крштевки. По тебе е сета душа на овој, а и оној свет.
песно и ти ке ме ставиш. Нешто се дума ми ти ке ми дадеш. И се што не знам песно стара, ке кажеш и покажеш, ке ме кажеш и покажеш. Не барам ништо, а ти се ке ми дадеш. Сите тајни на овој свет ти ги знаеш. Песно стара, еј, дојди ми под моите пенжери, аман тропни ми на поти. Еј, древна песно ти, што пееш така течно јасно. И кога владе мог, ти зборуваш најгласно. Песно стара, од времиња минати, ти зборуваш вистини, неизминати. Ги помниш ти сите врски раскинати, сите болки непоминати, радости, слави, журки, мурки, крштевки. По тебе не сега душа на овој, а и оној свет. И еве неповторно назад. Сигурна сум дека уживавте во оваа музичка numera, но она што јас би сакала да продолжиме, тоа ќе биде сеќавањата за Дуле. Затоа што и како заслужува да го споменуваме и да говориме за него. Колку ти фали? Колку години поминаа од како го нема? Па 6 години полни. 6 години полни, да. така. Со тоа што, како да ви кажам, едно... А колку години бевте? Па ние сме од деца. Од деца? Да, од другарчиња од детство? од не знам колку сме имале ние, од 5-6 одделение, од Так. тие приредби, пионерски домови, па заедно учевме средно училиште, па заедно на факултет и така компањони двојца кои што со голема визија, со голема нарав за дружење, за гледање, за напредување, за желни за музика. И па за среќа па од самиот момент па бевме доста така од прва бевме Веднаш актуелни, како што прифатени и кажа, бевме прифатени, да. на знаете, има луѓе кои што пробуваат на едно место, на друго, на овој начин, на трет начин, ваква музика, таква музика. Ние само ги зимавме инструментите на виолина и на гитара и кај ќе застаневме и функциониравме. Ние од првиот момент како студенти, како по студентските забави, кога почнавме, веднаш влеговме во локали кај што актуелни и популарни места, кај што прво не можеш да влезеш вака на врата, да влезеш камоли да земеш да свириш и да луѓето доаѓаат за тебе. Но меѓутоа на нас ни одеше се од рака и беше тоа доста интересни, бевме единствени. Повторувам, многу генерации поминаа низ наши раце. Јас гледам сега нивните деца доаѓаат, се представуваат на нивните деца, им свириме прослави, свадби и така натаму. Јас имав можност со вас двајцата и се сеќам многу убаво кога бевме во ресторанот кој го имавте заеднички, па јас имавме токму емисија за вас двајца, која беше интересна затоа што покрај она што го работите, што е онај друго што сте умешни. Тоа беше еден период. И јас ви се воодушевував на вас двајца како вие функциониравте, на вистина. Па тоа беше еден период кога стварно, знаете, одиш до негде и се нешто, некои бубачки ти влегуваат во главата. Ај ова да направиме, не потидовме. Но си функциониравте на секое поле, секогаш согласни бевте. Да, имаше интересно одиме за Белград, значи во тоа време, мислам не сакам сега да се, значи многу од овде од Македонија да не ги спомнам наши колеги познати, уште не беа, ние свиревме во Белград, одевме на свирки таму и тоа исто во локали кои што беа доста интересни. Да, но меѓутоа ние закаснеме со маркетингот и после тоа нашите колеги влегоа на
на таа сцена, дури они ги правеа контактите, ние свиревме по Затоа што премногу ангажирани сте биле најверојатно. да. И живеевме некои си, не знам, пола години живеевме во Белград кога се снимаше Марама, мене ме стане на фаќа тој албумот, вториот албум на Дули Коки. За после тоа го издадовме тој албум тогаш во Белград, се вратиме пак во Македонија, бидејќи едноставно не можевме да издржиме, тоа беше многу стресно, многу нервозно, многу скапо во тоа време, значи многу пари, јас да имаше луѓе кои што стоја тогаш во тоа време позади нас, кои што стварно многу од средствата, тоа беа огромни средства, стоја позади нас, но едноставно не посака таму. А па се вративме со тој материјал овде, па стана после виолина и гитара, па стана уште потврдивме дека сме стварно луѓето сакаат да ги слушаат. Па како не, вие бевте навистина прекрасно дуо и професионалци. Дуле со гитарата, Коки со виолината, кажуваш и од мали нозе сте со музиката. Едноставно тоа ние само го впивме во нас и уживавме со вашите хитови, со вашата музика која ни ја подаривте. И се уште уживаме. Без разлика што ете Дуле не е со нас, но живее со неговите хитови и во сеќавањето. Дуле беше специјален човек, значи он имаше на таква Ајде опиши ми го Дуле. Опиши го Дуле да се потсетиме. Таква енергија, знаете, овие се такви моменти кои што, знаеш, не можам секогаш да разговарам, но сега сум во ред, можеме да спориме. Драго ми е. И треба. Фантастичен човек во смисол, прво со многу голема желба за работа, со големи идеи, со луѓе кои што, како да ви објаснам, јас да бевме ние, секој имаше своја функција, своји обврски во музиката, во дуото, сега да не кажувам за мене кој што работел поединечно, не губиме време, но Дуле кога ќе застанеше пред публика, дали пред 100 луѓе или пред 5000 луѓе, значи он кажува добар вечер и завршена е веќе работата, значи имаше посебна харизма. Човек кој што сакаше многу да се дружи, многу помагаше, мислам, знаете, в денешно време е многу лесно било што да пишеш информацијата, оди ако јас почнам да зборувам каде што и како се помогнато или излезено во подадено рака онаму каде што најмногу треба. Ти испадне дека сега знае ќе збориме завршена работа, ние отпосле сега нешто ќе се фалиме и така натаму, меѓутоа фактите ги кажуваме и за човек, ете се потсетуваме каков човек беше Дуле. Да. Така. И сега малку е ова да се опише, мислам, една личност во неколку реченици, но меѓутоа. Но ти најдобро го познаваше токму и затоа. Сакам да слушнем. Покажува фактот дека јас со неговите родители, со неговите браќа, сестри и така натаму, се уште сме во комуникација, во смисол дека имаше на крајот некој покушај за да се разнише нашето пријателство, другарство и така натаму, имаше различни фактори што и нормално за се од оваа наша држава. Да, но верувам. Јас тоа го одржав, тоа го одбив од мене и требаше време да се соземам прво од фактичката состојба каква е, да продолжам да се смеам секој вечер, да продолжам да свирам без разлика дали некој, знаете дали како се седиме од утре го нема човек. И сега сето тоа го А сте биле толку години заедно и сте требаше да се помине, да се издржи, но меѓутоа музиката е баш лек за Јас секогаш тоа го велам, за тие работи и сум имал така многу среќа во животот да прво да се сочувам јас како човек, како личност, тоа да не се почувствува надвор, да не мислат луѓето дека многу мислат дека се што ќе прави Коки и како, значи да. Таква ни е поднебието ни е такво што менталитетот, ама на мене знаете што, јас сум човек што на мене се ми одговара. Значи било каков коментар, било што да стигне, било со кого да се сретнам, било што да ми се случи во животот, дали е добро или лошо, значи не може само добро. Значи јас ако почнам да ви раскажам што се имам поминато, видено во последните 20 години, значи, но како да ти кажам, многу добро се справам, чак што више со голема радост гледам на работите. Без разлика колку е тоа лошо, колку е добро, мислам на кој скалило е тој моментален стрес и така натаму, моето срце е радост. Значи тоа ме одржа, тоа ме однесе и тоа јас животот оди понатаму. И не сакам да го кријам. Значи не сум ја човек кој сега ќе кукаме се нешто значи луѓето како сакам да бидам на некои генерации, се не можна сите, на некои луѓе, на некои па и постари не бидам, сакам да бидам пример дека се уште сме дојдене на оваа земја, имаме своја цел, имаме даден момент кој што треба да кажеме нешто, значи треба нешто да
да оставиме. Јас мислам дека уште не сум ни почнал. Така се чувствувам. Така, да очекуваме многу музика од тебе, затоа што имаш што да понудиш. Дали тоа моја вера, дали тоа што те држи во секојдневно е. Така, те одржува во живот. Со позитивна мисла, така ли? Што се не требаше да ми се случи, и бракови, и дуле го нема, и музики, и групи, еве спомнавме. Но еве сме, прекрасно изгледаш, прекрасно зборуваш со музиката си. Значи тоа е тоа, како што велиме. Фала Богу, последните 3 години има една прекрасна атмосфера во мојата работа, кај што сме со Ивица Јорданов, со Сале. Така, продолжуваш понатаму. И со Бубе, значи, просто да сум сакал да најдам така. Многу е тешко да најдеш партнер во работа. Верувам. Партнер во се е тешко да најдеш. Поготово во денешно време. А таму кај што е екзистенцијата, кај што секојдневно ти имаш планови и ти зависи баш од човекот зависи што е со тебе, нели? Ајде, генерално и од луѓето и така и планот. Но меѓутоа, јас сум многу среќен што наидовме на едно разбирање, значи ја не памтам да сме се погледнале нешто како што не треба да се погледнеме, не под нешто да се скарам. Јас мислам дека коки сепак на крајот на краиштата енергиите ќе се поврзат едни со други. И тој материјален, екзистенцијален момент е само на дополнување на тоа што јас сакам да го терам ова пред или пред јавноста, или приватно во своето срце, или така натаму. И затоа сум многу благословен и многу добро се осеќам баш заради тие работи, без разлика на се. Да. Јас секогаш и нели кога ја започнав утринската програма, тука веднаш ќе признам дека прв гостин те поканев, меѓутоа ти рече ајде да имаме за што да зборуваме, но со тебе секогаш има за што да се Па не, така ми зборува, дека Макфест малце. Меѓутоа ти беше еден од првите. Викам нека помине Макфест па да познавајќи те многу добро затоа што сме имале нели комуникација колку толку во во радио сме среќа така. И во радио сме имале интервјуа и токму поради тоа беше еден од првите кои веднаш ми дојде на ум за да бидеш дел од утринската програма, но еве и денес навистина задоволството е мое големо и сега мислам дека е време веќе да се потсетиме на големиот хит Марама, Дуле и Коки. Како настана Марама, само накратко да се потсетиме? Во Белград снимана, во Белград кажав. Тоа е првата песна, тој материјал од тие 10 песни кои што ние ја препознавме веднаш. Дека ќе бидат големи хитови. Да. Што уште кога беше работна верзија некоја снимка, ние вака си замислувавме како баш правевме, зимавме картивчиња, зимавме салфетки и вака правевме. Марама, пуштавме вака и гледаме, се замислуваме како паѓа тоа, како некоја марама, како нешто на душата, нешто топло, нешто. И стварно така испадна. И да можеме да ја слушнеме и да уживаме, да се потсетиме значи на дуото Дуле и Коки и Марама. Нема трага, на крајот му дојде ред. Не знам зошто си ми драга, меѓу нас е некој трет. Раце ми шириш за збогу, а јас те гледам, што и да речам, е многу, ни воздишка нема. Заборав, стави на гради кода е марама. Камелем од бол, камелем што убива. Можеш да пукаш во срце, веќе ме погоди. Со тебе се трудев долго, но ништо не оди. Заборав, стави на гради кода е марама. Не сакам мелем од бол, камелем што убива. Можеш да пукаш во срце, веќе ме погоди. Со тебе се труда долго, но ништо не оди. Има место за солза, за еден сон. За даголот има нешто што чека на нежност и дом. Раце ми шириш за збогу, а јас те гледам, што и да речам, е многу,
ni vozdишка нема. Zaborav stavi na gradi ko da je marama. Ne sakam melem od Boga, melem što ubiva. Možeš da pukaš do srce, neke me pogodi. Za tebe se trude Bogo, no ništo ne odi. Zaborav stavi na gradi ko da je marama. Ne sakam melem od Boga, melem što ubiva. Možeš da pukaš do srce, neke me pogodi. Za tebe se trude Bogo, no ništo ne odi. Za tebe se trude Bogo, no ništo ne odi. Да, сеќавањата за Дуле секогаш ќе ги имаме затоа што токму тој заедно со Коки оставите колку големи хитови на македонската музичка сцена си има свој печат, едноставно кажано, така ли? Тоа е публиката, тоа ете така, тоа да сакаш да го испланираш, да го направиш, тоа не можеш. Не Тоа е можеш, тогаш. Љубовта која дели Така со требало публиката, да она бил. што го кажав за него, тој беше толку едноставен со гитарата, едноставно уживаше свирејки, пеејки и со публиката. Значи ја делеше таа убава позитивна енергија и затоа му се врати, поточно ви се врати. Но еве тука со оглед на тоа дека сме на самиот крај, јас би те запрашала што е она што треба да очекуваме најново од тебе. На музички план. Вака, значи... А знам дека музиката ја пренесуваш и на дечињата во музичкото училиште, и тука сме, нели? Да, во Илија Николовска Луис сум работен јас како Така. наставник, професор. Па и треба да си. Да, веќе подолго време. Да го пренесе знаењето. Пробев на факултетот во Штипко се отвори музичката академија, па после во средно и во нижо. Се уште сум таму. Видите како се редат работи, да човек да сака да посака. Јас имам можност секој ден да делот од тоа што јас сум го видел врска со музиката, што тоа доживување врска со таа професија, да можам да ја пренесам. Добро, таму ние учиме друга музика, класична музика и така натаму, но меѓутоа кругот кој ќе го погледнеш помеѓу мене како професор, родителите, децата, значи реакциите од родителите се многу добри, зашто самото едуцирање, шансата што ја имам да, нели, не можеш на секој дете исто на сето различно спрема детето, Така. вниманието и Да времето посветиш. што го вакво, јас би бил многу среќен зашто зборам ова, значи јас ви гарантирам дека една реченица ако остане, еден збор, дека тоа ќе биде многу полезно за таа личност. Зашто имам таа шанса, јас гледам како реагираат, гледам начинот на кој што Така. функционираме, ќе биде многу полезно и ќе се сеќаваат на убави работи. Тоа го гледаат и родителите, и резултатите се појавуваат и така натаму. Со виолината секојдневно си? Па да, тоа ми е работа. Малку Затоа рече без виолина во студио, малку да се одмориме. стварно знаете Да. имат луѓето да слушнат, да разберат некоја порака од овој разговор, од вашата емисија, Така. нешто да им оставиме, иначе имаме време ние за свирење, за музицирање. Следниот пат ветуваме, така? Нема проблем. Значи така. имаме време, него за некои работи кои што во моментот сака човек да ги Убаво се каже одлучи. со збор, да ги каже е друго, не само да си замислуваме ова требаше, онака требаше. Знаете, еве збориме на тие теми, ако погледнеме назад, ако се ослонуваме на минатото е депресија, тоа е многу познат збор, сега па јас го. Така е. Да. А иднината е страв. Таа комбинација е на некој начин погубна ако ти во дадениот момент овде во 9:22 минути, ако на еден посебен начин животот не му придонесуваш или он ти придонесува на тебе, onda видите што се случува, значи хаос е светот, хаос е. Така е. Каде да тргнеше злото доминира. Значи Димензија. неубавите работи доминираат за жал. И тоа знае да го потиснува
човекот и доброто и така натаму, така да јас сакам, се трудам да бидам вешт околу тоа, за да можам да избегнеме такви ситуации што е ставно можно. на човек и да се зачува и да остави, да едуцира ако збориме за ова. Така. И така натаму. И како придонесе за убава утринска програма, но за крај само ќе слушнеме, што е ново, што може да очекуваме. Да, извинете, видите, има многу песни. Знаете, стигнавме со Дуле до 4-тиот албум, кој што 4-тиот не беше издаден, така остана. Едноставно тогаш нема в сила и не е битно. Песните се вратат се уште. 5-тиот албум беше со Тајфата, сега 6-тиот материјал ја го зборам ова, како бројка што не мора да значи ништо. Апсолутно, хитовите се тие кои остануваат. Одам во комоција, во тој смисол да тоа се песни, не е битно дали ќе излезе албумот сега, утре или ќе има албум или не е битно, дека тоа што, например, ово што го зборевме со Макфест како песна, да има смисол, да има, знаеш, да почувствуваат. Што е идно? Не знам што е идно. Откај да знам. Битно е да сме живи и здрави и да. Во Штип кога одиш, дали го посетуваш Angels Cafe? Па да ви кажам, бев сега околу Макфест, да. Градот нуди преубава забава со Angels Cafe. Ја многу не сум бил на тие забави, искрено, зашто ние правиме забави на друго. Но имаше време кафенце да се напиеш? Да, баш бев. И е супер, гледам дека нов систем, нова и така надам. Со ќерка ми, со Лара, сме многу често во Штип, она многу сака кај баба и дедо, и пошто они за викенд ќе пречуват, јас свирам и си имате место каде да се опуштите убаво и тоа. И супер да ви кажам. Да. Коки, многу ти благодарам што одвои од твоето време да бидеш дел од утринската програма. Задоволството е на наша страна и ветивме на гледачите, па нешто малку подоцна, тука и со виолината. Да, малку на поинаков начин. Ќе направиме може и со бендот да дојдеме нешто ќе секако. смислим. Добре дојдени сте секогаш. Фала ви многу за времето. Почестен сум така да овде сме на располагање за било која тема може да разговараме. Да. Во смисол да го искуството да го пренесеме, што можеме да допринесеме емисијата на вас лично, телевизијата и така натаму гледачите. Преубаво говориш и навистина јас сум радосна што беше дел од Македонија денес. А за крај, повторно, ќе се потсетиме на Дуле. Навикни на промени. Една од мојата омилени. Ете, супер. Уживајте, драги наши, тука завршуваме. Ви благодарам на сите што и денес бевте со нас и не следевте Навикни на промени, Дуле и Коки. Во текот на утрешниот ден, со оглед на тоа дека е неработен ден, ние како телевизија почитуваме токму тоа, па ќе се дружиме во четврток. Ваше е да бидете со нас низ утринските часови во убаво утринско расположение, со убава и позитивна мисла. Довидување. Na smeh kafe Pak zagrene I vremето старе Некои работине Дури и после се Премалку спремни да се промениме Срце што сакало не заборава Никогаш не Соледна живеачка живееме Премногу гордост без причина Секој со својата вистина Едно е решение за се Навикни на промени Не враќај спомени Љубовта без рачуница, без причина Заборави на некогаш, на све
sakalo ne zaborava nikoga šte. Soledna živeačka žive premnogu gordost bez pričina, sve koji sam svoja ta istina. Eno je rešenje za sve. Navikni na promeni, ne vraćaj spomeni. Ljubav ta je istina, bez računica, bez pričina. Zaboravi na nekogaš, na spremni se za sekogaš. Dobri se senkjavanja, što nosa novi srekjavanja. Bye.